Здраво на сите, јас сум читачот и добре дојдовте на мојот канал. Одамна не сме се виделе, сигурно немам снимено видео повеќе од 4-5 недели. А последното нешто што го снимив беше она читање на расказот Смрт во синовото теќе од Иво Андрич. Сакам да зборувам малку за Штефан Цвајг или Стефан Цвајг. Кај нас е преведен како Стефан Цвајг. Оригинално мислам дека на австријски би било Штефан Цвајг. Тоа е еден писател кој што денес не е многу читан, не е многу популарен, меѓутоа во 20-тите и 30-тите години од минатиот век бил страшно популарен и бил еден од најпознатите и најпопуларни, најпреведувани писатели. Пишува, значи тоа е еден писателен човек кој што така доаѓа од повисоката класа, значи од едно буржоаско семејство од Австрија, од Виена, значи се образувал, студирал филозофија и така натаму, значи на многу широка личност со големи познавања. Пишувал, што не пишувал? Пишувал драми, есеи, пишувал литературни студии, пишувал биографии, не знам, за Балзак, за Марија Антоанета, мислам. Има едно познато негово дело, се вика Вчерашниот свет, и тоа е еден мемоар негов, во кој што низ призма на неговите сеќавања и неговиот живот зборува за последните денови, во наводници, последниот период на Австро-Унгарската империја. Тоа малку потсетува и на Човек без својства на Роберт Музил, во кој што тој пишува баш за тие последни некаде пред крајот на Австро-Унгарската империја, пред некаде последните години пред големата војна, пред Првата светска војна. Штефан Цвајг е интересен писател, мислам дека кој што го заслужува вниманието, и сега мислам дека полека последнава деценија малку поради некои преводи на нови преводи на англиски и реобјавување на реиздавање на неговите книги, малку полека се враќа, повеќе луѓе го читаат. И јас ги читав неговите, всушност најпознате, најпопуларен да речам, според неговите новели. Тој издал еден роман, меѓутоа најмногу пишувал или најмногу се читани неговите новели, пократки текстови се тоа, да речеме по 50-60 страни, некои се пократки, некои се подолги. Јас ги најдов, ги читав како избрани новели на српски, така ги најдов, не знаев дека има на македонски. За потоа да ја најдам оваа книга, новела за шахот. И си ја земав од библиотека, ама се збунив затоа што ќе сакам да кажам неколку збори баш за таа новела за шахот, најпозната негова новела. И се збунив затоа што кога ја видов книгава си викам, чекај, новелата има 50-60 страници, ова е многу голема книга. Меѓутоа се израдував затоа што тука во ова издание, ова е постаро издание на 3, не знам од која година е, преводот е од Ѓорѓи Марјановиќ, не знам која година е издадено ова постаро издание. Меѓутоа тука има, освен новела за шахот, кој што е една од неговите најпознати новели, има уште 4 други новели и изборот најпознатите негови новели. Штефан Цвајг бил многу интересна личност, таков хуманист, пацифист, пријатели му биле, не знам, Бернард Шо, добар пријател со Фройд, многу бил под влијание на Фройд, психоанализата, и доста од неговите новели се психолошки, се занимава со некои психолошки состојби на луѓето и така натаму, значи обсесивност, љубомора и такви нешта. Дури и во новела за шахот тоа е особено изразено. И пред да влезат нацистите Хитлер во Австрија, тој гледа на каде одат работите и пребегнува од Австрија, оди живее во неколку години во Англија, па потоа кратко во Њујорк, мислам, во Америка, за подоцна да продолжи со сопругата во Бразил и да живее во близина на еден голем град, меѓутоа таму остава проштално писмо и се самоубиваат, заедно се самоубиваат со неговата сопруга, оставајќи писмо. И всушност зошто едноставно човек кој што со такви хуманистички сваќања на некој начин, да речеме дека премногу тешко ги прима случувањата, тие мрачни случувања од Втората светска војна и одлучува да си го одзема животот. Ова е последното нешто што го напишал, новела за шахот. На англиски е преведено како Кралската игра и како и да не е ни важно. Значи жена му ја искуцала, ја исчукала на машина за пишување, ја испратиле во Њујорк, издавачот, и ова е
постхумно објавена новела за шахот. Стилот на Цвајке, како да кажам, доста е елегантен, доста е читлив, убав е неговиот стил на пишување, така допадлив, да речем допадлив од прва е стегнато е сето тоа елегантно, некои има убави описи, не претерани описи, онака пренакитени, меѓутоа онака стварно има една елегантност, има една интелигентност и кога го читате, знаете дека станува збор за еден добар писател што знае да пишува, меѓутоа сепак има некои што го критикуваат, што сметаат дека не е до толку добар писател како што некои други сметале дека е. Меѓутоа тоа оставам на вас да јас сепак на крајот имав помешани чувства, прочитав, значи не ја читав само оваа новела за шахот, прочитав барем неколку 3-4-5 од неговите новели. Значи е добар писател, ми се допаднаа сите тие новели. Дали има помешани чувства во смисла на тоа, не знам, ми фалеше можеби тоа има убави описи, психолошки описи, ми фалеше јас го сакам тоа кај писателите кога има кога се зафаќаат со проблемите до нивната срцевина, кога има не само искреност, туку не знам, некоја дури и брутална искреност или брутално пристапување на реалноста, да речеме Кафка, ако го читате, можеби сега да дебатираме стилистички, Кафка не знам, страшен писател, меѓутоа Кафка има некој квалитет кој што, да речеме, Цвајк го нема, например, или ако зборуваме, не знам, или за Бекет, или за, не знам, за Хемингвеј, или за некои други писатели кои што имаат свој белек, имаат свој стил, кој што е по-сиров, можеби, не е толку дотеран стилистички, меѓутоа има нешто во нивното пишување што можеби кај Цвајк е малку преромантично, премеко, да речеме, за мој вкус. Меѓутоа тука е веќе Цвајк е добар писател, тука е веќе прашање на нијанси, на преференции или стилот и така натаму. Новела за шахот, да кажем неколку збора. Затоа што ова е кратка новела, можеби ќе има спойлери ако планирате да ја читате оваа книга. Искрено не знам каде може да се најде оваа книга освен во библиотека. Може ќе има спойлери, може сакате да го прекинете ова видео тука. Ако пак не ви е гајле, не планирате во блиска или да ја читате, не знам, оваа книга, тогаш може да го изслушате до крај ова видео и да видите за што станува збор. Станува збор за всушност еден многу убав почеток. Вели нараторот се качува на пароброд и ќе оди од Њујорк до Буенос Ајрес во Аргентина, значи тргнува и таму со еден соговорник сваќа дека на бродот се наоѓа еден во тој момент најголемиот шахист во светот Мирко Чентовиќ. И тука се раскажува најпрво приказната на Чентовиќ кој што доаѓа од некој југословенско, не знам дали од Банат, не знам од каде точно доаѓа, меѓутоа кој што случајно ќе биде откриен како талент, кој што е тотално неписмен, тотално незаинтересиран, значи необразован, значи дури не знае да игра шах во својата глава, нели да ги визуализира потезите и така натаму, меѓутоа едноставно е одличен во шах и е гениален. И ќе си направи за неколку години име како продиджи, некаков продиджи младо дете кој што ќе оди на турнири и ќе почне да заработува, има менаџери и така натаму, и тој е на тој брод. И некако овој човек ќе сака, тој вели јас сум со мономанија, сум обседнат, ме интересира кога луѓето се обседнати со едно нешто и сака некако да се запознае со овој човек, ќе го заинтригира и ќе заедно со некои други луѓе ќе организираат шаховска, нели, играње шах и на некои по сплетна околности ќе го предизвикаат овој човек кој што е тотално студен и тој вели може $250 во тоа време, сметајте. Од една игра, само една, не може менаџерот ток ми кажа повеќе од една, не смеам да играм, како и да играат со него и во една ситуација во која што ќе се соберат луѓе и тука гледаат, кога противникот негов, еден друг човек е спремен да направи грешка и некој од позади од публиката ќе му дошепне: "Не, немој да одиш на тој потек."
И сите ќе се зачудат и ќе го послушаат тој човек и ќе го победат всушност. Или мислам Реми, се случува чудо на некој начин и овој човек Мирко Чентович ќе свати дека тука има некој кој што го разбира шахот. И тука човекот ќе се полечи и ќе извинете што ја прекинувам играта, си заминува од таму, меѓутоа сакаат сега луѓето да го најдат и да го убедат за следниот ден барем да го предизвикаат Чентович и да изиграат уште една партија, да видиме можеби е новиот гениален шахист се наоѓа со нив на патувањето, тие не се ни свесни. Што се случува? Е тука нараторот ќе се сретне, ќе дознае дека ова е доктор Б, така го нарекуваат, поранешен правник, и тука ја раскажува неговата приказна. Ќе му раскаже од каде доаѓа неговиот контакт со шахот. И ќе му каже дека кога доаѓаат нацистите, кога доаѓаат во Австрија, уште пред да почне војната, нели Аншлусот, така се викаше Аншлусот во Австрија, и него ќе го уапсат затоа што работел за високи луѓе, за функционери во Австрија, правнички работи, имоти и такви работи ќе го уапсат, меѓутоа него носат во некаков логор или во затвор, туку го затвараат во хотелска соба каде што буквално со месеци не слуша никакви звуци, не гледа никаква промена во амбиентот, во неговото обкружување и почнува да едноставно да полудува, едноставно да го излудува целата таа состојба, се додека еден ден кога ќе оди на сослушување не успева да украде една книга. Тоа го распаметува. Таа книга се разочарува, тоа се 150 партии на најдобрите мечови, шах мечови меѓу најголемите мајстори од тоа време. Ќе ги научи на памет, ќе ги научи на памет и после некој време почнува да игра шах во умот. Додека тоа не го побрка сосема. Едноставно проблемот настанува, лудилото настанува кога ќе почне да игра сам против себе. И тука приказната се враќа во сегашноста, нараторот зборува, се одигрува, ајде крајот да не го откриам, се одигрува една партија и тогаш во таа партија едноставно таа психолошка борба од која што станала се претворила во зависност и која што тотално го на некој начин го полудела овој човек, повторно ќе се активира и ќе видите како ќе заврши, значи се активира сето тоа што претходно го доживел пред 15-20 години. Всушност овој човек никогаш не играл во живо со друг противник шах и го избегнувал знаејќи како може да влијае на него. Некои велат дека така не може тоа да функционира во реалноста, дека некои велат дека може, дека шахот не функционира без противник, без и други околности, ситници кои што влијаат на тоа, дека не е само не можеш да бидеш голем шахист само во главата без да седнеш со противник наспроти тебе и така натаму. Меѓутоа има разни толкувања и читав некои толкувања за тоа. Од една страна може да го гледате како не знам, моќта на шахот да ја гледате или како најгениалната игра која што никогаш не надмината, кралска игра и така натаму. И тоа еден момент кој што мене ми отскокна најмногу беше таа психолошка тензија и внатрешната побрканост што настана кога човекот преку оваа игра која што треба да се игра со противник, едноставно почна да ја игра самиот со себе во умот и тоа доведе до криза, тоа доведе, не знам, ајде да речеме како да почна да игра со својата сенка, со своето темно, мрачно јас кој што почна да ги вади од него најагресивните нагони, најголемата посесивност, обсесивност, во смисла дека треба да се победи самиот себе. Како ќе се победиш самиот себе ако не на крај полудиш? И тоа беше еден многу интересен момент и како и после толку години има еден тригер, тој натпревар всушност ќе биде тригер да повторно го удри таа манија, го удри тоа. Тоа мислам дека многу убаво е прикажано, многу добро е прикажано тоа, да таа борба која што доживеал, таа манија повторно го доведе до еден наплив на тие емоции и да повторно се изгуби. Тоа лудило виси на конец. Всушност без разлика дали поминале 20 години или не,
лудилото е тука спремно, таа манија, обсесија е тука спремна да, на англиски би било to kick in, да едноставно дојде неочекувана. И има разни толкувања, може да речеме дека, не знам, ако одиме до таму дека нацистите би биле, дека луѓето што размислуваат, што се биле интелектуалци, не можеле да се справат пред ладнокрвноста и пресметливоста на нацистите кои што, нели, предводени од Хитлер, едноставно сосема ладнокрвно окупирале, уништувале, ништеле систематски и така натаму, додека тие што интелектуалците едноставно биле фатени на препад, споредни со доктор Б, овој човек кој што се во интроспекција се во внатрешноста, тоа не им помогнало никако и така натаму. Новела за шахот, па би рекол дека е позната култна новела која што треба да ја прочитате ако успеете, ако гледате видеото до крај. Се надевам дека не би го упропастив искуството, затоа што дури и знаејќи ги овие информации, мислам дека ќе биде доживување, ќе биде искуство читањето на оваа новела. Штефан Цвајг, да, како што кажав, денес не е толку читан, не е популарен, меѓутоа на времето едно време бил многу сериозен писател. Се уште вреди да се чита овој писател, ви го препорачувам, значи има зборува за ситуации во кои што не знам, љубомора која што води до обсесивност и до лудило, не знам, изневерување, значи такви меѓучовечки односи, едноставни ситуации кои што во кои што психолошкото, внатрешното тие борби ги убаво ги доловува, ги опишува под влијание на психоанализата. Ако не сте се претплатили на мојот канал, направете го тоа, може да го кликнете на subscribe и на звончето на YouTube, да ме заследите на Facebook и читајте добри книги и се гледаме со наредното видео. Ова беше за Штефан Цвајг, новела за шахот. Чао!